бидам краток, нели? Ќе нафалам некои теми. Само пред тоа сакам да ви кажам дека вчера на мојов овој мобилен телефон, умен или смарт телефон, јас имав најновата верзија на Microsoft Word. Погледам утрово, пишува автобиографија. Вакви шеги можете да најдете едно чудо во однос на нашите умни и паметни телефони. Шегата треба да не насмее, да не развесели. Меѓутоа, шегата беше кажана не само заради публиката, туку и за умните телефони. Малку колку што гледам, ниту еден умен телефон не се насмее на оваа шега. А велат дека хуморот е всушност одраз на интелигенцијата. И сега се поставува едно прашање дали воопшто има некаква цел да зборуваме за тоа дали уредите треба да бидат умни или интелигентни и дали се умни или интелигентни. Значи, она што се поставува како прашање е дека во суштина ние прифаќаме дека уредите се умни и интелигентни. Не само што прифаќаме и што постојат во нашата стварност, туку голем број на луѓе работат и креираат такви умни или интелигентни уреди. Но она што е карактеристично е како знаеме што е нешто интелигентно или се однесува како интелигентна суштество. Значи, она што е карактеристично е дека главно интелигенцијата ја припишуваме на човечките суштества. Меѓутоа, полека и сигурно влегуваме во една димензија во која што се обидуваме да разбереме дека можеби и нешто друго, освен човечкото суштество, може да биде интелигентно. Инаку прашањето околу тоа што е интелигенција, имачи научниците, може да се каже со векови, во последниве стотици години дошле можеби до некој усогласување околу тоа што е дефиницијата на интелигенцијата. Иако ќе најдете едно чудо дефиниции на самата интелигенција. Тоа она што е особено карактеристично, интелигенцијата префрламе во димензијата на психологијата денес. И нормално дека повторно повикуваме науката за да видиме што е нешто интелигентно. Самата таа наука креирала одредени методи, тестови, кои што ни овозможуваат, како што се вели, да го измериме она што е немерливото, меѓутоа науката бара факти. И едноставно креирала скала, модел, тест на коефициент на интелигенција. За да бидат тие резултати релевантни, потребни се тие тестови да се прилагодат на одредената возраст, на одредена популација, а пред се да бидат стандардизирани. Меѓутоа, она што е особено клучно и значено е дека тој коефициент на интелигенција е математичко пресметување преку една одредена формула. Ако се обидеме да расчлениме таа интелигенција, доаѓаме до сознание дека тоа е ментална особина, која се чунуваат неколку различни способности. Ке наведам само неколку. Учење од искуство, прилагодување кон нови ситуации и нивно разбирање, способност за тие нови ситуации да се применуваат со претходно стекнато знаење, снаоѓање во рамките на тие нови ситуации кои треба да биде брзо и ефикасно. Потоа способност да се разбират или да се користат апстрактните концепти и идеи, односно апстрактно размислување. Способност релативно брзо и лесно да се научат и надминат одредени проблеми. Или што веројатно починатиот Стивен Хокинг, интелигенцијата е способност да се прилагодувате на промени. Сега во тој контекст може да се запрашаме дали може да се зборува за интелигенција како некоја општа особина, како целосна карактеристика. Во филмот што го погледнавме, интелигенцијата се собира од различни делови кои што Алекс сакаше да ги компонира во она што го нарекуваме вештачки мозок. Американскиот психолог Хауард Гарднер во делото Рамки на мислење изложува така наречена теорија на повеќекратна интелигенција. Сега дефинирајќи ја интелигенцијата како способност за решавање на проблеми и создавање на артефакти кои се ценети во една или повеќе културни рамки. Значи, со други зборови, она што е особено карактеристично е дека тој коефициент на интелигенција, кој ќе го измериме со некоја скала,
во суштина е повеќекратна структура на теоријата според Гарднер на повеќекратна интелигенција. Тој наведува 9 типа на интелигенција, меѓу нив стави оваа емоционална интелигенција. Она што е карактеристично за овој филм и за сите оние филмови кои говорат за вештачката интелигенција е дали во суштина може нешто освен нас да биде интелигентно. Во таа насока поставуваме едно прашање за она што го нарекуваме вештачка интелигенција. А што може вештачката интелигенција да направи денес? Повеќето системи кои ги нарекуваме вештачки креирани или вештачки интелигентни системи се однесуваат на специфични активности. И нивната активност е исклучително тесна. Некои системи можат, например, автономно да управуваат со автомобил. Тоа Илон Маск ќе ви го каже и ќе ви го покаже. Други системи можат да определат црвено од зелено јаболко, па потоа да ги селектираат. Трети системи може да предвидат што во иднина ќе посакате да купите онлайн, бидејќи ве следат така наречените умни, интелигентни ботови на интернет. Меѓутоа, она што е особено карактеристично и што постојано се влекува во современиот пристап кон вештачката интелигенција е да се направи еден систем кој што ќе се формира во рамките на така структуриран систем кој ќе овозможува комуникација, координација и споделена интелигенција со сите субјекти во реалниот свет. Значи нешто што ќе одговара на сите предизвици на реалниот свет. И она што е карактеристично е дека современата наука е посветена на креирање на еден таков систем. Колку се успешни на тоа поле, тука настанува една голема дилема. Меѓутоа, накратко ќе ви кажам дека главно во литературата ќе сретнете три елементи на она што досега барем науката го дефинира како тенденција во рамките на вештачката интелигенција. А тоа е специфична вештачка интелигенција. Тоа е она за тоа што веќе зборувавме дека може да извршува само еден елемент на задача или да комбинира барем неколку задачи, меѓутоа поседува специфично знаење за одредена област, за одредена карактеристика, еве на пример како она што може да го најдете во компјутер кој знае да игра добро шах или да го победи светскиот првак во играта Го. Она што ни недостасува во рамките на нашата тенденција да ја креираме вештачката интелигенција во насока на човечка интелигенција е вториот степен, општа или генерална вештачка интелигенција. Таа е многу пософистицирана од оваа што е нарековме специфична. Значи, општата или генералната е она која што голем број научници ја ветуваат. Особено во последно време, заради тоа што се смета дека вештачката интелигенција веќе достигнала еден степен кој што може да оди кон ова што се нарекува, мислам истражувањето достигнала еден степен кој што може да одат во ова што се нарекува општа или генерална. Например, она што е карактеристично за ваквата интелигенција е дека таа би требала да биде креирана, без оглед дали ќе биде во машина или ќе биде во некој систем, како комплексна структура слична на нашиот мозок. Меѓутоа, човечкиот мозок, кој до ден денес исто така не е истражен, едноставно представува еден вид на котел, зогриен котел, во кој што имаме бурни реакции на невротрансмитери. И до сега се откриени некаде 100.000 хемиски реакции. И тоа е еден многу мал дел. Така да, она што се одвива истовремено непрекинато во нашиот мозок, дури и кога спиеме, дури и кога не сме свесни, представува еден проблем кој што не така лесно ќе биде намерен. И на крај доаѓаме до една трета димензија или трета предпоставка за вештачката интелигенција, тоа е супер вештачка интелигенција или супер интелигенција. Таа во суштина би била нешто слично на ова што го гледавме во филмот на Ева. Значи, интелигенција која ќе биде нерамна само на нас и нашата интелигенција како човечки суштества, туку може би многу посупериорна од нас. Меѓутоа, тоа е веќе предпоставка која што едноставно сега тешко би можеле да расправаме заради тоа што овие претходни три чекови или претходни елементи не сме ги се уште до крај извршени. Она што е карактеристично е во овој филм во суштина станува збор за човечкото суштество, а не за роботите. Значи, она што е карактеристично е дека те фабула нарат, за тебе зборува.
А самиот пристап е карактеристиката дека без оглед колку да сте совршен програмер, без оглед колку добро да се разбирате во кодирањето или да го креирате алгоритам во однос на совршенство, не можете да очекувате дека во еден момент нема нешто да недостасува заради тоа што човечката интелигенција не работи на тој начин. Она што е особено карактеристично е дека кога ние луѓето се соочуваме со некој проблем, често пати може да делуваме слично на нешто што е автоматизирано. Анализираме, предвидуваме, размислуваме. Меѓутоа, клучниот проблем настанува што одеднаш решението на проблемот не излегува од никаде. Затоа имате метафората, нели, дека Њутон всушност кога му паднало јаболкото, дошол до неговата теорија. Меѓутоа, она што е карактеристично дека компјутерската наука се обидува и постојано вели дека во рамките на креирањето ќе можеме да ја пренесеме човековата интелигенција во рамките на вештачки систем. Меѓутоа, најтешкиот дел е креирањето на она што се рекува емоционална интелигенција. Значи, како да направите да еден систем креира во себе или имитира емпатија. Велам имитира, зошто? Заради тоа што емпатијата е се уште необјаснато нешто. Значи, вештачката емпатија во основа би требала да ни направи еден систем во кој што ќе се соочиме со интеракција. И нормално видовме дека во рамките на овој филм Макс има неколку нивоа на емпатија. Ниво 6 беше спомнато и ниво 8. Меѓутоа, вештачката емпатија, кога би ја креира, во суштина би била во интеракција со нас, затоа што тие системи би учеле од нас. Меѓутоа, она што е особено карактеристично е дека се уште има многу малку познавање за човековите емоции. Самиот пример во филмот Ева беше особено јасен, дека тој што победил има ловорики е тажен. Сите би рекле е среќен, победникот секогаш е среќен. Меѓутоа, дали е секогаш среќен победникот? Дали луѓето секогаш со смеа реагираат на среќа? Некои луѓе плачат од среќа. Некои луѓе се смеат кога се среќа. Но зашто е тоа така? Оно што особено карактеристично е дека самиот пристап во вештачката интелигенција, во рамките на креирањето, без оглед дали ќе правите хуманоиден робот, или едноставно ќе имате само еден систем кој што ќе ви одговара во рамките на што се нарекува го препознавам како интелигентен систем. Вештачката интелигенција во суштина го отсликува човековото однесување. Таа сурово не потсетува на тоа колку сме несовршени како човечки суштества, колку нашата природа е необјаснена, колку човековото однесување е необјаснено. И едноставно мора да прифатиме дека при креирање на вештачката интелигенција ќе се соочиме со најтемните делови на човековиот ум и човековото однесување. Значи, вештачката интелигенција само ќе го предлабачи нашиот страх дека сме ранливи, несовршени и заменливи. Што филмот што го гледавме веќе ни говори и ни кажува. Значи, оно што е карактеристично што се поставува како прашање, постојат голем број прашања. Сега нема многу време да разговараме, меѓутоа првото и основно прашање е кога машините ќе станат свесни. Самата енигма на свест е една од најзагадочните енигми на човештвото. Кога настанала, како настанала, зошто настанала, зошто сум свесен, зошто сум само свесен. Она што е карактеристично, имате теории, едно чудо, имате теоријата на умот кој се обидува да ја креира таа димензија, дали свеста настанала по еволутивен пат, кога настанала, како настанала. Едноставно, свеста е што? Знаење дека знам. Јас знам дека знам. Јас знам. И роботот може да знае. Меѓутоа е прашање кога ќе прерасне во димензија да знае дека знае. Дали моето куче знае дека јас сум негов господар? Дали јастогот кој сакам да го ставам во врела вода знае дека ќе го пече таа врела вода? Значи, димензијата на свеста може да биде тоа, да ви споменаме на автор Даниел Денет, го варира во неговите дела во рамките на еволутивниот пристап на свеста. Меѓутоа, проблемот не е така едноставен. Она што е карактеристично, велиме дека свеста е секогаш транспарентна кај нас.
Значи, не може да објасниме зошто е таа транспарентна во смислот. Зошто ние сме свесни дека сме свесни суштества. Она што е карактеристично во рамките на таа вештачка интелигенција, како да ја мапираме свеста, како да ја креираме и како да ја вметнеме во еден вештачки систем. Значи, не е доволно да кажеме дека некој е свесен. Затоа зашто свеста ми е само мене, само транспарентна. Јас не знам дека вие сте свесни. Постои теорија во која што авторите сметаат дека вие сте зомби, вие сте роботи. Едноставно, кои добро функционираат и ми одговараат дека сум свесен. Нормално дека сега тука ја карикираме целата оваа работа. Меѓутоа, она што е карактеристично е дека не имаме тенденција да ја креираме таа вештачка интелигенција, сакаме да ја креираме. Значи, имаме голем број примери на некои уреди кои се однесуваат интелигентно. Меѓутоа, тука постои огромен број на прашања. Дали тие ќе ја понесат одговорноста како човечко суштество? Например, што со автономниот автомобил? Бидејќи постои еден тест во кој што, да кажеме, може да се спореди со оној така наречен умствен експеримент на откачениот воз, например. Еве, да речеме, правен експериментот со автомобилна и мислен експеримент со автомобилот на Тесла. Имате ситуација во која што од левата страна на патот имате група деца која што само поминала еден пешачки премин, а учителката останала на сред пешачкиот премин уште со 5 деца за да ги пренесе. Од десната страна имате провалија. И имате автономен автомобил во кој што возачот ужива на задното седиште. Кочниците не работат, бидејќи системот отлежал механичен. Што ќе правиме сега? Кого ќе избере автомобилот? Како ќе вградиме систем на сигурност? Дали ќе удри во левата страна во група деца и ќе однесе 10-12 животи? Дали ќе удри во овие 5 учителката ќе однесе 6 или во провалија ќе го однесе возачот кој е еден за да ги спасите сите останали? Ова dimenzија во суштина покажува дека вештачката интелигенција е проблем кој што на вистина е предизвик, не само заради тоа што дали може воопшто да се креира, туку како ние се гледаме во рамките на оваа цивилизација која што би ја креирала вештачката интелигенција. Би завршил само со тоа дека ако е до нас луѓето да ја дадеме свест на една машина или на еден систем, треба ли ние тоа да го сториме? Би се повикал на неколку од мисли на авторот Даниел Денет. Тоа е изнесено во неговата последна книга Од бактерија до Бах и назад, еволуција на умовите. Не е преведена на македонски јазик. Тој го изнесува ставот, цитирам дека во последно време се јавува тренд во развојот на вештачката интелигенција да ги очовечиме нашите роботски креации. Тие да изгледаат како нас, да изразуваат емоции како нас, па дури и да ги имитираат нашите недостатоци. А она што во суштина се работи е дека ништо од ова не ја прави вештачката интелигенција попаметна или поинтелигентна, туку само повеќе продавана. Денет препорачува да се подсетиме на тоа што е всушност вештачката интелигенција. А тоа е алатка, систем, изграден да ги организира нашите информации и да ги модернизира нашите општества. Тој не се двоуми да каже дека тоа што се работи е во основна структура на вештачка интелигенција, всушност 7 вид на робови, изградени за нас, а ние можеме да ги третираме како такви, бидејќи тие немаат чувства. Ако на крајот, вели Денет, цитирам, ја разбереме интелигенцијата, па дури и свеста, доволно да ја инсталираме, по знаци на навод, во еден робот, тоа би било неразумно. Тоа нема да го направи повеќе интелигентен, туку само повеќе вознемирен, како што беше Ева вознемирен. И на крај едно прашање кој што ќе го нафрлиме за дискусија, ако воопшто имаме време, меѓутоа е добро да се размислува. Треба ли да стравуваме од вештачката интелигенција? Да, треба да стравуваме. Бидејќи стравот е тоа што не држи будни или на штрек. Како и со секој технолошки развој, секојаш има и ќе има несакани последици. И што еднаш ќе креираме вештачка супер интелигенција, а може би и понизок степен на она општа интелигенција. Нема враќање назад. А првите чекори веќе сме ги направиле со оваа специфична вештачка интелигенција. Но треба да имаме на ум дека во нашата природа е да ја согледаме заканата од ваков систем
бидејќи во текот на еволуцијата на нашиот вид, човечкиот вид, само сме развиле способност да ја забележиме опасноста и да ја избегнеме. Затоа и сме обстанали. Нешто како што е суперинтелигентната вештачка интелигенција би имала мог да одлучи, би можела да одлучи да го истреби човекот и човечкиот род. Зошто? Затоа што би си поставила цел да го зачува целокупниот живот на оваа планета. А сакале ние тоа да го прифатиме или не, сепак најголемата закана по животот на земјата е човекот и неговата цивилизација. Накратко, за да не должам, бидејќи полицискиот час чука на врата, нели, и автомобилот ќе ми се претвори во тиква, а јас ќе останам во партали како пепелашка, еве и да ви дам можност и вие да поставите некои прашања доколку сакате или едноставно да имате да коментар. Чисто беше ова еден мал омаж, да кажеме, на ова што го видовме во филмот. Значи, она што е крајната поента е дека роботите не гледаат ништо со затворени очи, бидејќи не сонуваат, не фантазираат, а ние гледаме и ние фантазираме. Благодарам.